Откако сите цени заминаа до плафон и поскапе буквално се, владата реши од утре повторно да ја замрзне трговската маржа за лебот, маслото за јадење, шеќерот, брашното. Тоа значи дека овие производи ќе се продаваат со помала заработка, откако во добар дел од маркетите, посебно тестенините, поскапели до 80%. Не е фер во текот на 24 часа да има зголемување на цените 80%, кога нема зголемување на нити оперативните трошоци, нити пак на суровини. За леб бел, сечен на парчиња или цел, шеќер бел, сончеклетово масло за јадење, се утврдува трговска маржа во висина од 5% во трговија на големо и 5% во трговија на мал. Според министерот, само по овој основ се ограничува намалување на цената на производите од 6 до 7 денари. Одлуката за ограничените маржи ќе важи до крајот на септември. Откако владата ги ограничи маржите на основните прехранбени производи, нови мерки за помош на граѓаните и стопанството ќе има, меѓутоа не сега, туку после ребалансот на буџетот. Барем денеска министерот за економија не сакаше да открие за што станува збор. По новото прекројување на државната каса, со новите мерки се опфаќаат само неренливите граѓани и компании. Натре во владата економскиот тим работи во дизајнирање на тие мерки. Дополнително до усвојување на ребалансот ќе одржиме состаноци со стопанските комори. Инаку веќе 2 недели во земјава нема никакви мерки за ублажување на ценовниот шок. Покрај основните производи поскапе буквално се, почнувајќи од храната до горивата, а сега се најавува и ново поскапување на струјата. Капак на се е инфлацијата која стана двоцифрена, но и се искачи на историски највисоко ниво, која како алва веќе им ги изеде платите на граѓаните.